Здраво, ова е второто издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци. На денешниот репертоар е Мадр, на Дарен Аронофски. Во мајка Дженифер Лоренс не е во можност да ги избрка непоканетите гости од незиниот дом, кој се обидува да го направи во пријатно место за живење, но неименуваниот сопруг, славниот поет, глумен на страна на Хавиер Бардем, упорно ги кани туѓинците да заземат дел од нивниот живот, започнувајќи со Ед Харис и продолжувајќи со Мишел Фајфер, до секој можен статист кој е спремен да го руинира нивното огниште при домашната инвазија, додека идилата се претвора во катаклизмичен кошмар. Дарен со овој филм на жанровските неверници им докаже дека еден хорор филм умее да биде амбициозна социокритика од социјални медиуми до воено поле, да биде мелодрама која ќе содржи феминистички осврт, да прикаже религиозна и еколошка алузија низ филмските символи и метафори, метаморфозирајќи во одразот во огледалото кој никој не сака да го погледне. Камерата беше слепо залепена за Лоренц, што само говореше дека Аронофски си најде нова миленичка, барем за време на снимањето на филмот. Режисерот го знаеме по класиците нискобуџетниот Пи, прекрасниот Фонтана, одличниот Реквием for a Dream, солидната преобразба Black Swan, па преку истражувањето на библиските мотиви начнати во Ноа, дојде до мајката, проголтана од пламените јазли. За Дарен може најголема инспирација бил The Exterminating Angel на Бунјуел, но ова е најполански филм кој не го снимил ни самиот Полански. Цикличен како Подстанарот, клаустрофобичен како Репалжан, морничав и репресивен како Розмариното бебе. Заробувачки од една страна е како The Shining или The Amityville Horror, меѓутоа радикален е како филмовите на Гаспар Ное и Руџеро Деодато, и метафоричен како делата на Трири Кроненберг, но буди една еуфорична комичност која никого нема да го остави рамнодушен, ќе иритира многумина кои не се подготвени за овој залак, но никој нема да биде инертен. Куќата добива органски прерогативи, таа е градба која пулсира и сраснат е главниот женски лик со незината срцевина, која ја чувствува незината болка и доброволно ја робува. Семејната мелодрама експлицитно добива покривни димензии во библиски пропорции, од првото зачнување на живот, раѓањето на Месијата до откровението за апокалипсата, па наместо суптилно да реферира и асоцира, Дарен го употребува извичникот од насловот на филмот и го удира по глава за спаните гледачи. Конфликтната ситуација ескалира меѓу егоцентричниот автор и сопругата, која се му подарува, за на крај да заклучи дека ништо не е нејзино, додека фанови го крадат нивниот живот, режисерот удира жестока шлаканица на посесивноста, конзумирањето на туѓата интима и диктатите на непознатите, кои ги наметнуваат своите аксиоми за живење и раѓање деца за пополнување на душевните празнини. Тој судир на интровертниот и екстровертниот лик раѓа бунт и потреба од контрола. Од феминистички аспект, жената е игнорирана од сопругот за слава, тој бара од неја да им опрости на фановите затоа што се работи за неговиот имидж, додека тој ги отвора вратите за општеството да може да ги наметне неговите проблеми во домот, односно да ја гледа и осудува жената според етикетирањето, наметне улогите кои тоа проектира дека таа треба да ги глуми во овој мизогин свет. Поставеноста на фрапираниот женски лик во куќата ме потсети на доцна романтичарските новели од 19-тиот век. Од христијанските мотиви најпроминентни се концептот за рајската идилична градина на Адам и Ева, алегориите за братоубиството и суетата на Каин и Авел, буквализираното месијанство, жртвата и јадењето на неговото месо при овај бизарен стейдж дайв кој што се изведува во филмот. Прашањата на денот се што поврати Ед Харис точно во ВЦ шолјата, дали тоа беше туморот кој што се себе го носеше и колку всушност Хавиер Бардем е подготвен за понудената улога и дали воопшто е погоден. Кинематографот Метју Либатик се
помачил да се справи со боите на овој филм, за да го исцрта филмското платно со девијации и монструозности во кои Херонимус Бош би уживал, се до лошиот CGI пламен на крај кој е ставен да долови грандиозност и ја надополни палетата на самиот филм, иако за мене секојаш ќе го девалоризира делот овој потфат. Музиката се интензивираше во третиот чин, кој доста ми наликуваше на самиот The Divide. Надприродна е поврзаноста помеѓу куќата и Лоренс, навидум ги спојува невидлива папучна врвца, додека преку ноќ заздравуваат посетителите во куќата, не баре таа е лековито место, прехранувајќи се од животите на домаќините. Куќата всушност е жедна за крв, па си подпивнува преку незиниот пот, додека љубовта се кристализира. Воопшто не е случајно што Кристен Виг ја носи војната во куќата и ја спроведува на дело екзекуцијата на шестемина. Човечката ненаситност и алчноста создаваат робови на собствените пориви и ниту еден кристал на светот нема да ги задоволи нивните мегаломански потреби. Ова е ретка можност авторски филм, спакуван во 30 милионски блокбастер да стане култен. Религиозните фанатици нема да ги занемарат библиските алегории, екологистите ќе се поврзат со уништувањето на мајката земја, а филмот мора да биде неапологетски медиум за да покрене дебата за одредени проблеми. Уметноста има за цел да биде предизвикувачка за вкусот на самиот гледач, да го измокне од комфорт зоната во која јаде прежвакани диетални дела, сервирани во големите киносали, а публиката е обременета со погубни очекувања кои ја ослепуваат пред восприемањето на неконвенционалниот наратив, предизвикувајќи вонвременска контроверза налик делата на самиот Ларс фон Трир. Ако тоа бил зацртаниот императив на Дарен, тогаш според мене успеал. Имам високо ниво на толеранција за насилство на филм и имам изгледано стотици филмови кои биле многу погрозоморни од мајка. За разлика од многумина, јас дозволувам уметноста да ме растревожи и некои пораки треба да бидат кажани на глас, бидејќи многумина не им обрнуваа внимание кога некој суптилно ги сугерира. Потребно е да се излезе надвор од удобноста на оваа куќа, затоа што кога ќе влезе светот во интимата, никој нема да може да се справи со разноразните неподобни светогледи. Ако морам да го оценам овој филм, од мене Мадр на Аронофски има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна моето второ издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Поздрав!